Има ситуации кои им пречат на многумина, но никој не зборува за нив. Се додека еден или неколкумина не проговорат. Сите ни дале подршка, никој не ни рекол дека овој хаос е добар, меѓутоа едно ни кажале, ова е битка што тешко може да ја добиете, бидејќи не сте свесни во која битка се влезени. Меѓутоа, ако сите сме заедно, ако имаме подршка од сите, не пасивни, активни, добри, мислиме дека може да се успее. Движењето антикоцкање постои 3 години. Од лани организира протести на кои доаѓаат по неколку илјади луѓе. Ова се луѓето што не чекаат решенија, туку ги бараат. Не креваат раце, туку ги засукуваат ракавите. Познати им се и пречките и неуспесите, и тешките услови. Се борат со бирократски лавиринти, недоречени закони, партиски притисоци, приватни интереси. И не се откажуваат. Тие се носители на промени. Тука залепено е банка, па до банка е казиното, до казиното е аптека. Значи, ги земаш пари од банка, влагаш во казино, ги потрошуваш и излагаш во аптекава да земаш седативи за да можеш да го спаси себето или да го смири себето. Ова останало во историја, дека ова нема да се отвори, зашто народот и органите што се во Тетово, градоначалничката и ректорот на Тетовскиот универзитет гарантира дека ова нема да се отвори. Тие се само двајца од неколкумината предводници и големиот број приврзаници на Сдруженијето антикоцкање. Но не се случајни личности. Джемал Абдиу и професионално се занимава со пороците. Тој е воспитувач во воспитно-поправниот дом во Тетово, во јавноста познат по непријатниот назив – затвор за малолетници. Јуши Емрулај се занимава со воспитување на младите, како наставник во верско училиште. Ние се за жал, поред нашата работа, што е секојдневна работа од членовите на нашето движење, ние се трудиме да станеме и правници, па и психолози, и социолози. За себе велат дека се обични луѓе на кои им здодеало да гледаат каква е состојбата со коцкањето околу нив и решиле да преземат нешто. Ние, движење антикоцкање, се трудиме да се качиме што повисоко на една планина, меѓутоа не да не видат нас, туку ние да видиме што се случува со народот. Не застанале само на кревањето на гласот. Подготвиле и предложиле решенија и преговараат со институциите за тие да се спроведат. Не само во Тетово, туку во целата држава. Барањата им се да се дислоцираат игрите на среќа надвор од населените места на 3 километри, да одвојат по 5% од добивката за реновирање училишта, градинки, болници и објекти за рехабилитација на зависниците од коцкањето, како и да се подготви национална стратегија за младите и учениците да се едуцираат за последиците од коцкањето. Имајќи предвид социјалната ситуација во Македонија, економската ситуација, ние излеговме да се искрши тој мраз, да почне да се резонира, да се мисли гласно. Не е целта да се брани моето дете или вашето или на некој друг. Целта е да се брани младината на целата Македонија од ова зло. Во Сдруженијето бележат бројни примери во кои проблеми со коцкањето се појавувале каде што најмалку се очекувале. Дете од 12-13 години ќе испокраде 2 до 3.000 евра дома и тие пари ги потрошил. На наше дете му се дава 50 денари за храна, тој ги троши во спортски облажувалници.
Коцкањето создавало опасни ситуации и за тие што не се коцкаат. Расправија пред објект за игри на среќа прераснала во вооружена престрелка, а куршуми завршиле во околните ресторани. За среќа, никој не бил повреден. Тука позади нас е ресторанот Делфин, што куршумија ве завршија во ресторанот унутра. Колку е сигурноста во народот и ти си излагал да пиеш кафе или да седне со другарива, а едноставно во кафето ќе го добиеш куршума. Не се ни психолози, ни социолози, но ја научиле невролошката природа на проблемот што сакаат да го решат. Целта им е да се спушти нивото на допаминот кај младите, кој е хормон што се создава во предниот дел на главата. Тој висок ниво на допамин и вика: пробај, ти можеш, ти ќе добиеш, ти можеш да ги вратиш изгубените пари. Ти фактички станува силен и се губи реалноста. Како човек што работи со младите што западнале во неголеми проблеми, Джемал верува дека секој човек може да стане подобар, ако има кој да му помогне и ако системот и законите го заштитат од враќање на стариот пат. Да се сака таа работа е многу битна. Лично моje искуство ќе ви кажам. За мене е многу битно еден штитеник годишно да се среди. Фактички да се врати во нормалниот живот и да се врати во тој постпенален прифат.